Добар ден, почнува дневникот во 16:30. Иве дел од содржините во него. Клиничката болница во Штип доби софистициран мамограф за дијагностицирање болести на дојка. Мамограф доби и општина Кочани, а наскоро ќе добие и Македонска Каменица. Додека музејот и општина Штип се координираат за законитоста во постапувањето со руинираните споменици на културата, полусрушената куќа во Новосело е реална опасност за минувачите. Поплавени се оризовите полиња во атарите на Подлок и Облешево. Жетвата доцени приносите и квалитетот на оризот на удар на поплавите. Една од дотреените куќи во Штипско Новосело, која општината ги доби на подарок од доктор Жан Митрев, не ги издржа последните порени дождови. Се сруши дел од куќата и за среќа нема повредени. Општината бара начин како да постапи согласно законските норми за санирање на објектите заштитени како културно наследство. Силните врнежи што го зафатија денови во Штип и источниот регион урнаа една од најстарите куќи на кардиохирургот Жан Митрев во Новосело, кој неодамна им ги подари на општина Штип. Куќите кои се заштитени со закон како стара градска архитектура се целосно распаднати и представуваат опасност за минувачите. Страна е тука, во лошо децата одат на школа, у градинка, те седнава, ја вчера падна тоа. Вчера падна, добро што нема никој спаднаа со бајал ноќто. Ако паднаа кога минеме, ќе утепа. Во треба се реши во. Не, во стварно е загрозено, кој да кажам, за сите тука што минат. Не, и за највише за децата. Гледката е страшна. Се надевам дека ќе се реновира и дека нема да представува опасност за сите минувачи овде. Заводот музеј на општина Штип и на претходниот собственик Жан Митрев му пратиле стручни наоди и мислења за санација на објектот, а сега ќе ја продолжи постапката како нов собственик општина Штип. Главната работа е што има, значи таму определени мислења и ставови на управата за заштита на културно наследство, има и наши мислења и тие треба како прво да го заштитат населението од можноста да некој од нив биде повреден, значи да направат можност за добра комуникација на тој простор и да почнат една постапка за добивање на конзерваторско одобрение, што значи правење на проект за постојна состојба, правење проект за проектирана состојба и сето тоа да се достави на увид на надлежните институции кои треба да на крајот дадат или не дадат одобрение за конзервација на објектите. Локалната самоуправа ја презема врската истите да ги обнови, со цел да се избегне опасноста од нивно уривање, да ги доведе во состојба да бидат гордост за Новосело и за Штип. На почетокот на оваа година, при средба со жителите на урбаната заедница Ново село, му беше укажано на градоначалникот дека постои опасност од рушење на овие постари куќи, при што градоначалникот веднаш излезе во пресрет на барањата на граѓаните и итно испрати екипа која што требаше да започне со рушење на куќата. Меѓутоа, наскоро беше испратена инспекција до општината, од кои причини не знаеме, меѓутоа тоа беше повод да се запрат активностите. Образложението кој што го добивме беше дека објектот е заштитен и представува културно-историско богатство на градот. Согласно процедурите општината запре, меѓутоа еве се покажа дека овие куќи понатаму представуваат голема опасност за жителите. Пред околу една недела доктор Жан Митрев, кој што беше собственик на 4 објекти во Ново село, ги даде, односно ги подари куќите на општината, меѓутоа постапката знаете дека не е завршена. Таа е договорот се спроведува и се додека општината не добие имотен лист од катастарот дека е собственик на куќите, ние не можеме да преземеме други активности, бидејќи повторно може да се случи да биде испратена инспекција и дека ние на некој начин повторно го кршиме законот. Градоначалникот е известен за овој случај и веруваме дека во најскоро време, доколку не постои пречка да се рушат куќите, општината ќе презеде понатамошни активности да го сруши објектот со цел истиот да не биде опасност и да не се случи да биде некој повреден, бидејќи конкретно денес и жителите на Ново село, меѓутоа и Штип имале голема среќа што ниту едно дете, ниту еден човек не поминал пред куќата и се избегнати трагични околности. Откако општината ќе ги реконструира овие 4 куќи, ќе се заокружи една архитектонска целина во Ново село, каде старата македонска архитектура е и најзастапена во градот.
Во клиничката болница во Штип пристигна новиот мамограф. Се работи за најсовремен дигитален мамограф за диагностицирање на рак на дојка. Нов мамограф доби и болницата во Кучани, а се очекува мамограф да добие здравствениот дом во Македонска Каменица. Нов дигитален мамограф доби Штипската клиничка болница. Стариот аналоген апарат кој подолго време не беше во функција, сега ќе биде заменет со пософистициран и модерен апарат на кој ќе се прават дигитални снимки со поголема прецизност од досегашните. Во петокот, минатата недела, пристигна новиот дигитален мамомат на местото на оној стариот кој што подолго време не работеше. Ова е многу современ апарат. Во моментот се припрема просторија во која ќе биде сместен овој апарат, а кога ќе почне со работа, накнадно ќе бидете информирани. Освен со скрининг, најбрзо некакви промени може да се забележат при само прегледите и секоја жена, без оглед на возраста, тоа треба да го прави секој месец. Секој рано откривање на ракот на дојката е клучен за успешно лекување, апелираат од невладиниот сектор. Кај единствен начин е раното откривање, за успешното лекување и за продолжување натаму на својот живот. Значи, додека не е касно, ракот не е болест која не се лекува, значи се лекува, поготово на дојката, ако е благовремено и навремено откриен. Секоја жена треба да си ги запознае своите дојки. Најлесно е при туширање, значи ќе види, ќе си ги научи дојките дали негде има некоја промена и секоја промена и да е безазлена, значи да нема ништо од секоја промена не значи дека е рак, треба да се јави кај својот матичен па во Центарот за болести на дојка. Освен Штип и Кочани, нови мамографи ќе добијат хируршката клиника Свети Наум Охридски и болниците во Кавадарци, Куманово, Прилеп, инвестиција вредна околу 40 милиони денари. Дополнително ќе се отпочне со постапка за набавка на нови мамографи за Гевгелија, Радовиш, Велес и Македонска Каменица. Проектот за бесплатен скрининг на Министерството за здравство кој започна во април годинава е наменет за жени од 50 годишна возраст до 69 години, чија бројка изнесува околу 250.000. Според планираното до крајот на 2006 година со мамографски скрининг се офатени жени кои се асимптоматски, односно навидом здрави жени кои согласно податоците од системот Мој термин не направиле мамографска контрола во последните 2 години. Обилните врнежи го поплавија оризовиот род. Жетвата е неизвестна, но известно е дека родот и квалитетот на оризот ќе бидат далеко од очекуваниот. Земјоделците сметаат дека загубите се резултат на доцната жетва на оризот и неисчистените канали. Земјоделците од Облешевско и Подлошко во деновите на викендот реагираат дека обилните врнежи од дожд им ги наполниле нивите со вода, заканувајќи се да го уништат родот. Во атарот на Облешево и Контиранци полните вади се излеа во оризовите ниви, натежнати од богатиот род. Производителите велат дека штетите ќе бидат големи, како од аспект на приносите, така и од квалитетот на арпата. Проблем ќе имат луѓето со жетвата. Буквално 50% од овие површини ќе останат неожнеани. Поплави има како и пролетта што имаше скоро, и се поплави. Па скоро околу 1200 декара се поплавени. Па причината е, значи обилните дождови, меѓутоа причината е касната сидба. Ако сидбата беше на време, до 1 мај, и ако се чистеа значи каналите, немаше да овие работи да дојде. Причината е и повеќе поплавата што се поплавени оризните полиња, што не е очистена масленица од захватот горе на водата до брегалница, што не е изчистена масленица и за тоа е причината овде поплави се вод. И зимниот период и сега пак. Високото ниво на подземните и површинските води поплавија и подрумски простори, дворни места и помошни објекти. Проблемот е прво каналите не се ни изчистени и водата ни доваѓа, дозволува се да дојде до ушталите дома, до Кочини, до селска куќа, се има стоката ни у вода и тоа е. Многу не вода, стално не фаќа вода. Лет стално доваѓа вода и лани и полани, секој. Сега ни е поплавено штала, Кочина, амбар, гаража, трактору ни у вода. Врнежите предизвикаат дополнително пролонгирање на жетвата, па сега земјоделците стравуваат дали воопшто ќе стигнат да ја соберат реколтата. Иако е средина на октомври, жетвената кампања се уште е на самиот старт, што значи дека главното доправа доаѓа, а временските услови се речиси невозможни. Загриженоста на земјоделците ја зголемуваат и метеоролошките прогнози, кои најавуваат променливо и претежно врнежливо време до крајот на октомври и првата половина на ноември.
Во Подлошко земјоделците пријавија дека надојдените води ги поплавиле градинарските и индустријските култури, што ќе предизвика големи штети, бидејќи од влагата и калта родот буквално ќе скапе во нивите. Минути за политика во дневникот на Канал Плюс. Општинската организација на СДСМ Штип денес на прес го објави ставот за минималната плата во Македонија. Во Собранието на Македонија не помина предлогот на опозицијата за зголемување на минималната плата на 11.000 денари. Ние побаравме покачувањето на минималната плата за сите работници да се реализира веднаш, а не до 2018 година, како што е предвидено со законот кој што во моментот е на сила. Еве што друго отфрли ВМРО ДПМН. Партијата на Груевски е против основање на фонд за поддршка на стандардот на граѓаните, преку кој ќе се субвенционира секоја исплатена плата од страна на работодавачите во следните 3 години. ВМРО ДПМН е против тоа работникот да мора да биде задржан на работа уште најмалку 2 години по истекот на 3-годишниот субвенциониран период, со што би се гарантирала сигурноста на работниците. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се обрзува дека по смената на власт овој закон ќе биде донесен. Продолжуваме на тема образование. Основните и средни училишта имаат законска обврска да обезбедат услови за нормално следење на наставата за учениците со физички хендикеп. Основното училиште Страшо Пинџер во општина Карвинци работи на обезбедување услови за редовно следење на наставата на Кристијан Коцев, кој има здравствени проблеми. 12-годишниот Кристијан Коцев од Долни Балван, Штип, боледува од ретка генетска болест, атаксија, која ја попречува моториката. Нему му е неопходна помош при движењето. Проблемот настанал кога Кристијан требало предметната настава да ја продолжи во Централното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Раководството на училиштето им побарало еден од родителите да го придружува во текот на наставата. Денес во посета на семејството Коцеви беше заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој му вети на Кристијан дека повторно ќе биде помеѓу неговите другарчиња. Во прилог на еден од националните медиуми ја видов состојбата со која што се соочува Кристијан, поврзано со неговото понатамошно образование во делот на предметната настава во основното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Затоа сум денес овде на средба со неговите родители, при што во оваа прилика би сакал да истакнам дека Министерството за образование и наука во соработка со општина Карбинци ќе ги направи сите потребни адаптации и прилагодувања за да Кристијан го продолжи своето образование во основното училиште. Разговаравме со градоначалникот, веројатно ќе се направи некоја реорганизација во училиштето во смисла на распоредување на кабинетите за да тој има полесен пристап, меѓутоа ве уверувам и вас и целокупната јавност, но пред се семејството и Кристијан дека тој ќе продолжи својата настава во редовно училиште затоа што тоа е и законска обврска. Во делот на рампите можам да ви кажам дека секаде се поставени уште полони, ги ставивме секаде, во секој училиште имаме пристапни рампи, но во Централното училиште немаме лифт. И затоа беше малку проблем за Кристијан да не оди овој период на училиште. Но сега ќе го решиме овој проблем, за 2-3 дена Кристијан ќе тргне редовно на училиште. Мајката на Кристијан изјави дека и покрај поднесеното барање од нивна страна за редовна настава на Кристијан, тоа било оневозможено, бидејќи раководството на училиштето им побарале присуство на родител, додека Кристијан ја следи наставата. Вашето барање беше, вие се убаво изјасните дека сакате родител, дали таткото, дали мајката да биде присутно со детето по 6 часа, да има редовна настава. Ние ви изјавиме и ви кажаме дека тоа не можеме да го постасаме, да дојде и јас да ја оставам мојата работа или мојот сопруг, дека ние немаме средства како ќе се издржуваме. Јас ако дојдам по 6 часа да бидам присутно во училиштето со детето, одека ќе земам примање и плата? Одека ќе му ги платам лекарствата. Сакам да го кажам, тоа е јавно, нека го разбере целата јавност. Оти ние беме цело време и под стресови, под нервози, во се 2 месеца детето како не оде на училиште. Секојдневно со нервози, а они бараат да биде присутен еден родител. Дали таткото, дали мајката. Јас си кажувам јавно се да биде. Реорганизацијата во училиштето ќе биде направена уште денес, а Кристијан од утре ќе може да започне со настава. Може уште од утре да тргне на училиште, што денес јас ќе направам реорганизацијата, а за неколку дена да почне да се работи со соодветните програми за работа со ваков вид на ученици, односно конкретно за Кристијан Коцев.
Согласно Законот за образование, сите училишта имаат обврска за инклузија, посебно за конкретниот случај со Кристијан, кој има целосно психички здрав разум и за него ќе се изготви соодветна програма за следење на наставата. Заврши поставувањето на гумената брана на река Брегалница во централното градско подрачје во Делчево. Со дополнителните активности на речното корито, вкупниот проект изнесува на 3 милиони динари средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Делчево. Наскоро повторно ќе биде активирана гумената брана на река Брегалница во централното градско подрачје во Делчево, која веќе беше дотраена и видно оштетена. Деновиве успешно заврши незиното монтирање од страна на компанијата, изберена за изведувач на градежните работи. Овој проект ќе им овозможи на жителите кои што имаат обработливи земјоделски површини во овој дел на градот, повторно да го користат каналскиот систем за наводнување на истите. Ја известуваме јавноста дека во текот на претходната недела успешно беше монтирана новата гумена брана во градското подрачје на река Брегалница. Исто така беше извршена интервенција со изработка и поставување на заштитни капаци на трите манипулативни шахти кои што се користат при полнење и испуштање на водата од гумената брана и на шахтата каде што се контролира водата од река Брегалница, која се пушта да тече во каналот за наводнување на земјоделските обработливи површини. Во рамките на проектот извршена и замена на бетонските каналети за хидромелиоративните системи во должина од 181 метар и 30 седла за истите. На останатите каналети кои се распоредени на потегот од гумената брана низводно кон индустриската зона Долни Бавчи е извршено прочистување од земја и талок кои се натрупани во текот на изминатите години во периодот кога овој канал беше запуштен и исклучен од функција. Сумата на целиот проект изнесува 3.341.791 денар, од кои 2.500.000 денари се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, а останатата сума е обезбедена од буџетот на општина Делчево. Во меѓувреме заврши асфалтирањето на локалниот пат во селото Рија во должина од 800 метри, информира од општина Делчево. Улицата Даме Груев во Русиново наскоро ќе има нов лик. Во тек е постапка за избор на изведувач на проект, преку кој ќе биде решен проблемот со уште една улица од огромно значење за жителите во село Русиново. Откако се асфалтираа неколку улици во селата Будинарци и Ратево, во тек е постапка за избор на изведувач на проект, преку кој ќе се реши уште еден важен проблем за жителите во Русиново. Изградба на дел од улицата Дамјан Груев, улица која моментално е во доста лоша состојба, истата е неасфалтирана, а ќе се гради преку проект преку кој на 15 фамилии од ова село ќе им се реши проблемот со приодот до своите домови и калливиот пат. Преку програмата за улици и патишта на единицата на локалната самоуправа на општина Берово, улицата ќе се асфалтира во должина од 280 метри, почнувајќи од раскрсницата на улицата Јане Сандански. Улицата ќе биде широка 3,5 метри со асфалтен слој во дебелина од 7 сантиметри. Освен асфалтирањето, предвидено е решавање на одводнување на атмосферските води со што ќе се заштити целата должина на коловозната линија. Инаку општината Берово преку засебен проект во изминатиот период изврши промена на водоводната линија на овој дел од улицата, преку кој старите подцинковани цевки се заменети со ново полиетиленско водоводно црево. Во рамки на вториот повик за инфраструктурни проекти финансирани од Швајцарската амбасада преку проектот за управување со речниот слив на река Брегалница, потпишани се договорите меѓу општините и Швајцарската амбасада за изградба на две пречистителни станици за отпадни води. Едната во село Кучичино, општина Чешиново, Облешево, во вредност од 23 милиони динари и во Карвинци во вредност од 34 милиони динари. Утре во општина Чешиново, Облешево ќе се потпише договор за реализација на проектот меѓу општината и изведувачот Еко-Ино од Хрватска. Задутре истиот изведувач и општина Карвинци ќе потпишат договор за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Карвинци. Две нови хуманитарни акции се подготвуваат во Штип. Советот на млади поединечно и во соработка со Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас ќе организира хуманитарни акции за семејства во социјален ризик. Хуманоста е она што годинава ги карактеризира Штипјани.
Благодарејќи на неколкуте соодветни институции и Советот на млади, голем број хуманитарни активности се организираа со цел да им се помогне на лицата кои имаат потреба, без оглед дали од здравствена причина или се работи за семејства во социјален ризик. Покрај Црвениот крст, чија општинска организација во Штип ги следи меѓународно поставените постулати кои се однесуваат пред се на хуманоста, последниот период и Советот на млади при општина Штип се вклучува со акции од ваков вид. Во блиски дни организираат две хуманитарни акции. Првата во чест на името и делата на Тоше Проевски. Хуманитарен настан кој што ќе го организираме на 15 октомври во Кафе Парк дома. Па ги повикувам сите наши сограѓани, млади, стари, сите фанови на Тоше Проевски да ни се придружат на настанот и уште еднаш да ги спееме неговите песни, а воено настанот ќе биде хуманитарен и собраните средства ќе бидат посветени на соодветната фамилија. Втората акција Советот на млади ќе ја организира во соработка со Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас, кое во изминатиот период активно беше вклучено во собирање парични средства за помош на поголем број семејства. Најновата акција која ќе се организира на новиот плоштад спроти Нама ќе се случува на 24 октомври, а ќе се однесува на собирање на облека, средства за хигиена и играчки кои ќе бидат донирани онаму каде што се најмногу потребни. Настанот ќе се реализира под мотото Хуманост е доблест на големите луѓе, па еве, сите оние кои што се заинтересирани и кои што сакаат да донираат парче облека, она кој што нив може би е непотребна, но на некому е од голема корист и од големо значење, нека повелат во 10:30 часот. Се што ќе биде собрано ќе биде соодветно класифицирано, истакна Ѓоргиев, и донирано на семејства кои имаат потреба од тоа, но и на одредени институции кои работат со лица дел од ризични групи. Со дел од таквите институции во Штип, но и останатите градови во државата, Цивитас има подпишано меморандуми за соработка, меѓу кои и детското СОС село. Најмалку 17 лица загинаа при лизгање на земјиште во Мјанмар, предизвикано од поројните дождови што го зафатија регионот. До сега над 360 лица се евакуирани. Природната несреќа се случи во село во изолиран регион во источниот дел на земјата. Вкупно над 100 лица загинаа ова лето во Мјанмар при големи поплави предизвикани од поројни дождови и од циклонот Комен. Од природните непогоди беа зафатени речиси 1 милион луѓе. Специјализираниот меѓурегионален суд од Нанси изрече казна за 35 обвинети од балканската криминална група која тргуваше со хероин и кокаин во регионот на трите граници, односно меѓу Франција, Швајцарија и Германија. Вкупно 124 години затвор, забрана за престој на француската територија и заплена на имотите на осудените, меѓу кои има и тројца македонски државјани. Истрагата беше отворена во текот на втората половина од 2010 година, а вклучуваше надзор, прислушување и озвучување на автомобили. Осудените, од кои тројца се државјани на Македонија, еден на Франција и другите на Албанија и Косово, добија казни затвор од 6 месеци до 10 години. Повеќе од 12.000 бегалци за време на викендот пристигнале во Австрија. Бранот бегалци со кој повеќе месеци се соочува Австрија не стивнува, а само во текот на викендот во земјата влегле повеќе од 12.000 мигранти. Најголемиот дел од бегалците продолжува кон Германија, која спроведува контрола на своите државни меги со Австрија, што го отежнува сообраќајот меѓу двете земји. Популарниот 10-годишен македонец Кико Воденски, кој се надпреварува во неколку спортови, продолжува да гази се пред себе во германската регионална лига. Во рамки на надпреварите помеѓу екипата на Грисхајм, за која настапува Воденски, и екипата на Бишовсхајм, тој го победи својот противник Феликс Вомбахер во борење слободен стил во категоријата до 27 килограми. Што се однесува до неговите следни настапи, во изјавите за неколку македонски портали пред настапот на светското првенство во кикбокс, кое во рамки на YFMC федерацијата ќе се одржи оваа сабота во Хаген, Германија, неговиот татко и тренер Ване Воденски е помалку загрижен, бидејќи Кико се соочува со проблеми од македонска страна, а причината е добивањето дозвола од Македонската федерација за настап на ова светско првенство. Во Македонија официјално признаена федерација за кикбокс која што може да му обезбеди право за настап на Воденски на претстојното светско првенство е вако федерацијата.
се во првиот дневник на Канал Плюс телевизија со нови информации. Гледајте не во 20 часот. Имајте убаво попладне.